подкаст. Како? Next Gen. Next Gen подкаст. Next Gen. Next Gen. 34-та епизода на Next Gen подкаст. Моето име е Георги Докузов. Оваа прилика ќе ја искористам да ви ги честитам новогодишните и божикните празници, кои не ви ги честитав во претходната епизода. Претходната епизода, како што веќе погледнавте, беше со Иван под наслов Next Gen on Road. Снимавме во Кочани. Сам да ви се заблагодарам за големиот одзив на таа епизода. За само 4 дена епизодата избра преку 5000 прегледи. Фала ви многу, добивме многу позитивни коментари и критики за тој концепт надвор од студио и ќе продолжиме да го правиме во првата следна укажана прилика. Денес сме назад во студио и тоа не во било кое студио, туку во студиото во кое го почнавме овој подкаст. Претходните 8 епизоди од третата сезона беа во друго студио. Голема благодарност во овој момент до Марко и тимот на Indigo Tattoo Studio, кои несебично ни го отстапуваа просторот изминатите 3 или 4 месеци да снимаме таму. Имавме супер искуства таму, но сега решивме да се вратиме таму каде што се започна и да продолжиме во уште појако темпо оваа 2025 година. Прв во новото студио, за чест имам да го гостам мојот пријател, може слободно да кажам и ментор, Милан Савов, основач на Smart Click и многу повеќе. Милан, здраво, како си? Здраво, Георги. Благодарам за најавата и баш ми е драго што ме гледаш на еден начин како ментор. Се надам дека ќе имаме и супер разговор денес, како и што имаме воопшто кога разговараме приватно. Така, ние често приватно знаеме да разговараме, да размениме, најчесто разговараме за некои мои проблеми во бизнис, во предизвици предприемачки и ти си тука секојаш несебично стоиш на располагање да ги разгледуваме тие теми и да ми помагаш. Искрено пред да почнеме некако посериозно да комуницираме, мислиш, јас имав голема некоја одбивност и тоа е интересна тема, сакам од таму да започнеме. Трет пат го започнуваме овој подкаст и сега веќе нема да го прекинеме, иако гледам дека повторно на екранот е виверот, ама сега нема веќе да прекинеме и нека стои така, нека биде тоа сигничер на овој разговор, бидејќи трет пат нешто не прекинува. Да. Но нема му дозволиме веќе да не дистрактира. Сакам да се вратам на темата околу менторство. Искрено, јас имав доста некој непријатно чувство спрема тоа за барање на ментор или советување со некој. Ми беше искрено, онака во корен гледајќи го сега, ретроспективно, ми беше баш као дека не ми се свија едноставно. Векам, сепак е тумач, може глупост или не знам, секакви некои негативни помисли што му се вртат на човек во глава. Најверојатно нели од самиот факт бидејќи кога почнеш на некој да му се отвориш и за бизнисот и општо да гледаш кај себе некои работи од некое трето лице, излегуваш од таа комфорт зона која е во суштина нешто што највеќе го посакуваш. Па сакам ти да ми кажеш еве на таа тема, јас како изгледа тоа кај мене и сега е тек на почеток, како изгледаше тоа кај тебе да сватиш дека ти треба условно кажано помош во таа некоја предприемачка смисла. Види, најпрво е добро што отворено и го разговараш тоа и го комуницираш, тоа е првиот чекор да си признаеш дека нешто, како да кажем, не е како што треба, си заглавен некаде и окей да побараш помош. И баш тоа е добар сигнал дека си со отворен ум и ги примаш советите кои што ги бараш. Не е само да кажеш нешто сум заглавен, имам предизвик, па да бараш 100 мислења, на крајот ништо да не имплементираш. Тоа е лошото во оваа ситуација. Конкретно за мене, јас бев во иста ситуација, се вртев во круг баш и со бизнисот и со некои приватни работи повеќе време и сватив дека нешто не е окей од тоа што го правам сега и мора да направам поинаку. Не знаев како и во тој момент ми се појави и ментор за мене кој што ме водеше низ целиот тој процес. Така, доста интересен на некој начин процес. Доста можеби би звучало сега, еве, јас гледам од некоја моја гледна точка, доста некои работи се прости, кога ги ставаш онака на маса за себе, за тоа што го правиш и колку, мислам, и ти знаеш во која некоја фаза бев јас буквално заглавен меѓу оваа содржина подкастот што го правиме го една дена секоја недела. Ти сега пред малку учествуваше да видиш како изгледава да се организира и да се пушти и повторно нешто да не зеза. И дека е доста напорно, од друга страна водење на агенцијата, односот со клиенти, финансиската страна нова да се издржи и колку се тоа е можеби и за годините мои малце пред време, но дојдов ми до тој заклучок дека сепак е на време може и дека можеби не е толку пред време, можеби си е на време, дека само треба на време да се постават некои процеси и да почнат да се следат.
Сега да не ги оптоваруваме толку со моите промени, на крај и луѓето ќе како тебе исто ги Да не сум јас тој што интервјуира. Сега вака, би сакал да го спомна менторство, проблемите со кои си се соочувал, тоа е веќе во некој подоцнежен развој на компанијата. Ме интересира почетокот. Еве исто, тоа за мене е негде пред 2 години. Ти веќе имаш компанија повеќе од 7 години, доста успешна. Броите не знам колку се моментално вработени. 12 луѓе во тим, работите SEO, оптимизација, работите како агенција, ќе зборуваме и за тоа понатаму. Ме интересира моментот кога реши ти да стапиш на тоа поле како фирма, како компанија, да градиш свој тим околу себе. Претходно имаш успешна фриленс кариера, повеќе од успешна. Кој е тој момент каде ти е онака преломи, што би се рекло, дека сакаш во таа насока да одиш? Првиот прелом беше, значи кога преминав во агенција, прво беше самото чувство сакав да имам тим околу себе и така се започна, нели, ги формирав веб девелопмент и SEO тимот, па со Бранко почнавме партнерство на темата. А преломи околу самото поставување на агенцијата се случија. Првото беше баш кога сфатив дека нешто правам погрешно и превзедов акција да соработувам со некој на таа проблематика. Друго нешто беше поделба на одговорностите спрема со партнерот. Да си преземе едниот од нас да ја води оперативата, тоест самиот развој на сервисот, квалитетот на сервисот и обслужување на клиентите и тимот, додека јас да ги водам продажбата и маркетингот. И тоа беше, мислам, дека една од клучните работи кои што... Кога се случи тоа? Пред година и нешто. А предходните 6? Предходните 6 се беше... на тие. Да. Види, значи, од сам старт кога го немаш искуството, се обидуваш да бидеш присутен секаде, да контролираш се, да имаш баш целосна контрола fear of missing out. во целата компанија, микроменеджмент. Значи, сакаш баш да знаеш се и тоа е нешто што не е окей, но додека да го сватиш треба време. Некој порано, некој покасно, но пак е моментот. Значи, кога си зрел, тогаш ќе го разбереш тоа. Така да тие првите години баш беше, ако правиме нешто заедно во подобрување на сервис, и двајца да го правиме. Значи нема јас да барам клиенти, Бранко да ги подобро работите, туку се заедно и на крајот како никој да не беше за ништо одговорен ако не се испорача тоа што треба да го завршиме, како некоја квартална цел на компанијата или нешто поголемо што дава вредност на самата компанија. Вие се уште сте партнери, така? Да. Значи сега предпоставам дека функционира друг начин, поделени се одговорностите. Сега е веќе многу јасно. Си има секој позиција, за што е одговорен, што си репортираме на секој. Ме интересира кога свати ти дека на пример има некои проблеми во системите поставени внатре во фирмата, како реагираш на тоа твојот партнер? Колку е тоа, ајде сега да отвориме и таа тема партнерство во бизнисот, како изгледа тоа? Ти си на пример свесен дека нешто не функционира, од друга страна он сега не знам како било случајот кај вас, он можеби го игнорира тоа или не, значи заедно ги детектиравме работите, но мисливме дека и заедно треба да решаваме се. Тоа беше едно нешто што уствари не кочеше. А додека сега, ако нешто има предизвик, не би ги рекол проблеми, бидејќи ги решаваме и се тоа што се случува е со причина за да не однесе некој чекор напред. Така да еден од нас превзема во зависност од кој сектор го води и го решава тоа самостално. Значи ако треба да се формира тим, ако треба ангажира надворешни експерти за нешто, но не се мешаме премногу двајцата во едно исто нешто, бидејќи не е окей. Ниту јас имам експертиза за се што знае тој, ниту обратно. Така да тоа е нешто многу важно кога си во партнерство, да знаеш точно за што си ти одговорен, за што е твојот партнер. Да нема премногу мешање во обврските кои што ги имаме на дневна база. Сега гледано искуствено од тој момент сега, мислиш дека тоа може и на почеток да се... Да. Може и пак ќе кажем, ние не сме знаеле, не сме били свесни, но кога некој би ни кажал дека вака не може премногу долго да трае и кога тогаш ќе има преклопувања, фактички некогаш за една иста работа треба двајца да посветиме време и не е ниту ефикасно, ниту профитабилно за самата компанија. Така да секако дека може и е пожелно. Така, кога станува збор за бирање партнер, тоа малце го начнавме.
Сега, не знам вие како сте се поврзали со Бранко конкретно, сега ако треба да бираш партнер со тоа што го знаеш, кои особини би гледал карактеристики? Има ли тука на карактер, гледање и слично? Веројатно има. Па сега да, значи порано не знаев и баш спонтано ние почнавме гледајќи од експертизата. Јас имав експертиза за развивање на сајтови, Бранко за SEO. И така уствари сакавме да надополниме некоја дупка, пропуск на пазарот кој што Таму го видовте партнерството тоа. таму го видовме, но тоа е од технички аспект. Сега го гледам од аспект на бизнис, кога би бирал пак партнер, дефинитивно карактерните особини се многу важни и важно е да те надополнува во нешто што ти не си толку добар. Значи сите ние имаме нешто јаки страни и имаме нешто во што сме на пример извонени. И кога и партнерот би имал нешто друго и би те надополнил во тоа што ти си слаб, значи така се создава таа јачина меѓу партнерите и можеш да понудиш некоја поголема вредност на самиот пазар. Така, кога сме сега правење системи, тоа што сте почнале да го правите вие и што веќе е успешно имплементирано, веќе ние доста се слушаме и знам отприлика како функционирате вие и што се случува, доста подобрување постојано, поготово последната година, цело време споделуваш на LinkedIn, може да тие што не се запознаени со работата, на мило може да го отворат неговиот LinkedIn профил, таму некако најпостојано даваш некој бриф за работите што ти се случуваат постојано. Сега ме интересира, доста често се соочувам со тоа да одам во компании каде што им треба маркетинг начелно, сам тоа е како наводно маркетинг им треба и согледувам дека они всушност немаат никаков систем на функционирање. Се збориме за компании кои сам доста поголеми, најверојатно и од твојата, во обрат на пари и слично, но немаат никаков систем за функционирање ставено. Обично е еден, нели, the big boss, кој има основано, нели, го има проедно тој hustle, grind и се, и некако го има тоа ставено се некако на его и на себе. И се од тој момент не знае фирмата буквално на каде да мрдне и како да мрдне. Сега јас гледајќи се од таа работа на пример на себе и тоа што го имам гледано за развој на бизнис и слично, можам да препознам колку се всушност заглавени луѓе на тие позиции, мислам со такви фирми, со таков багаж позади себе и не може да мрднат од тоа место и буквално испаѓа, размислам сега, си викам од една страна, сега ја развлеков темата, ама има поента, си викам, знаеш, они се успешни, имаат пари, имаат фирма успешна и се, ама заглавени си, робови се на тоа што го прават. И многу јасно некако може да увидам дека јас не би сакал тоа во иднина да биде случајот со ова ја што го правам. Дека е подобро да биде дури и помало и да треба ненормално повеќе време да се развие, ама да се развива системски и да не биде некако целиот багаж на мој грб. После јас да осеќам што е нормално, ти ако толку работи успееш да истуркаш, значи се на да хардвеј онака со глава во зичови се рекло, нормално е после тоа да влии на твојот карактер и на его и на се, некоја полеша страна од тебе да представува. И сега муабетот ми е, нема системи во доста фирми, тоа го видам, сигурно и ти си го видел на дневно ниво. Ме интересира што би им порачал ти ако некој случајно таков се најде нова видео и го отвори. Не верувам дека има време, ама еве, да речем, или да препознае некој свој работодавец дека е во тој хаос некој вработен, што би им препорачал, како би го придобил на оваа страна за градење систем? Онака како би му го продал тоа? Како нешто добро? Бидејќи подолга ти беше најавата и целото прашање, само ќе го поделам на неколку дела. Првото нешто е што за тебе значи успех, првично. Бидејќи можеби за тој човек баш успех е тоа што го постигнал. Значи не можеш да кажеш дали е добро или лошо, се зависи тој што сака. Можеби за него е може нормално. да кажам дека е лошо, на пример, извини што те прекинав. Гледам дека сите во фирмата трпат поради системот што него. Ама никој не ги држи на сила. Добро држи во дето. Така, значи можеби за него е успех тоа што го постигнал и што ги држи конците и тоа е окей со тоа. За тебе е успех можеби да имаш повеќе слободно време. Така. За мене е да покрај фирмата да функционира, јас да можем и да сум тука. Значи се тоа го сметам за успех, што тоа што многу работи си функционираат, а јас можем да одам на некој настан на подкаст да се прошетам со фамилијата. Значи за мене тоа е на пример дел од дефиниција за успех. А како би почнале за да ги градиме тие системи? Значи ќе ти кажем јас како почнав. Најпрво правев една вежба, се викаше вежба за свесност. Како ти поминува денот и неделата. Јас дури одев до 2 недели период. Значи буквално секој ден запишував што
правам во секој момент. Тоа е да ги идентификуваш задачите кои што ти одзимаат дел од денот. Сега, важно е тука, кога ќе ги идентификуваш, да направиш една подела. Кој од тие задачи е нешто што ти носи пари, го развива бизнисот и е нешто што не можеш да го делегираш, а мора само ти да го правиш. И тие обично се не повеќе од 20% од сите задачи кои што ги имаш. Така да ако ти работиш 50 сати неделно, ќе ти останат 10 часа кои што ти се продуктивни и кои што треба само на нив да се фокусираш, а се друго да отстраниш од тебе. Сега, што правиме со остатокот? Бидејќи се уште има работи кои што сепак треба да се завршат, но можеби не морат ти. Овие задачи решаваш дали имаш некој човек во компанијата кој што може да ти помогне и да превземе дел од нив. Тие се задачи за делегирање. Важното овде е да кога делегираш на човекот кој што делегираш да му биде многу јасно што треба да се заврши, како изгледа крајот на секоја задача, а и ти да знаеш што очекуваш од него и тој што очекува од тебе. Дали ќе бидеш тука да му помогнеш. И има дел од задачите кои што можеме да ги отстраниме, кои што тотално немаат никаков бенефит, ниту за нас, ниту за компанијата, но најчесто ги работиме според некои уверувања дека ако работам повеќе, сум поефикасен, попродуктивен, а уствари тоа не држи баш вода, така да тој дел може веднаш да се елиминира. Значи, суштината на крајот е добиваш 20% задачи кои што те носат напред, добиваш поголем процент кои што можеш да ги делегираш и остатокот го елиминираш. Го ставаш во фри тајм. Нема зошто. На крајот веќе се тоа кога ќе го идентификуваш, треба да си поставиш приоритети. Сега од тие топ 20 задачи, која е една која буквално те носи најбрзо напред. И ја поставуваш како топ приоритет во текот на неделата, па потоа ги надоврзваш останатите. Јас на тој начин стигнав до некои клучни приоритети кои што сватив дека тоа е тоа што јас треба да го правам, а се друго или делегирам или отстранувам од распоред. Ти се многу интересно, например, во кој момент на компанијата ти веќе можеш ова да си го приуштиш, бидејќи ти да можеш некако систематски да работиш на себе, веќе треба некои процеси во позадина, нели, да одат. И да и не, се е одлука. Значи, некогаш мора да инвестираш во тоа, некогаш ќе имаш тим, но некогаш и не. Ако немаш, треба да се решиш дека окей, сега ми е период на инвестиција, јас ќе инвестирам во тим за да ослободам време, за потоа да добием поголема вредност со тоа што ќе го правам, а што е најприоритетно. Ако го имаш тимот е супер, но ако го немаш, мораш постепено да го правиш тоа. Така да пак ќе се сведе дури и да немаш тим, ако ти ги избереш топ 20 приоритетни задачи кои што мора да ги работиш, ќе стигнеш до некој подобар резултат побрзо и пак ќе можеш и да вработиш тим. Така, апсолутно во случајот ние што почнавме да работиме нешто, истото испадна буквално и кај мене, дека всушност мора пак да ризикуваш, бидејќи ти се тоа што си го направил до сега некако и тие клиенти што ги држиш и тој начин на снимање подкасти, епизоди, тие гости, си го ставаш некако за багаж и гледаш како се движи работата, а во суштина мора на момент да прифатиш како окей, ова скрос мора темелот да се менува и тука е тој момент ризик кај што ти решаваш да остиш, во мојот случај да остиш некои клиенти, да најдеш менаџер за да го движи подкастот, можеш да ризикуваш баш сериозно. Да одиме со конкретен пример, кога спомна подкаст. Например, ако ти си незаменлив во водењето на подкаст, значи тоа е твоето мајсторство. И тоа е една задача која што тебе те носи напред. Како и да е. И сега, монтажа на камери, на апарати. Мојавитот ми е сега, покрај тоа ти се градиш и како бренд, и како и подкастот го градиш, и агенцијата, значи ти си првото лице на компанијата. Но монтажата, едитирањето на видеото, споделување, дистрибуцијата на контент на социјални мрежи, тоа е нешто што не мора ти да го правиш и можеш за тоа да си креираш систем, да обучиш некој, да му поставиш јасни одговорности што се треба да прави на ден, на недела, кои му се метрики кои што ги следиш кај него, така да и човекот има јасно што да работи, ти си ги дал работите кои што директно не ти носат преголем бенефит за раст на компанијата и си растеретил многу сати на неделна база што може да најдеш начин како сега тие да ги искористиш за нешто пак што ќе те носи напред. Значи и тој човек покрај тебе ќе расте, ќе си оформиш тим, сите заедно, ти ќе шириш визијата на компанијата
на подкастот или што и да. Буквално и самиот тој момент, највеќе, кој момент мене моментално ми помага, не е само што е едноставно го немаш оној период кај што се нервираш за некоја работа што не е завршена, си ја дал на друг и после размислаш дали тоа е доволно, некако од трето лице ја гледаш, не се она што би се рекло јадеш сам себе за одредена работа, не поставив 6 шортови, кратки и сечоци неделави или слично. Имаш некој на кој е усмерено тоа и после можеш појасно од страна гледаш како се става, кога става, можеш многу некако по онака со бистар ум да гледаш за растот и нешто напред, бидејќи ти кога си со сите задачи во себе и успесите и неуспесите премногу емотивно те онака ups and downs ти не можеш така да градиш ниту тим, ниту визија да шириш, ниту предпремништво. Конкретно еве и шорцови, ако ти сакаш 6 неделно и ако некој треба да постави 6, значи главен таргет за него или главна метрика е 6 reels на крај на недела. И сега во петок правиш ретро на неделата. Гледате дали има 6 или не. Ако има, супер, може да го прашаш како успеа, за да знаеш која е патеката до успешно споделување на 6 reels. Ако нема 6, има 5, 4, разговараш што те спречи за да стигнеш до 6, дали можем нешто да ти помогне. Сега овде е лидерство, значи му помогаш тој да стане подобар за да го постигне таргетот од 6 и за сите да биде на крајот ефикасна таа недела. Исто многу битно кај поставување задачи, добар совет од тебе што го дојдов е дека дека не е всушност доволно ти да ја напишеш задача тоа и тоа. Дека најмалце во мојот случај, сега тоа човек до човек колку конкретен може да биде во работите, е дека буквално 3 пати требаше да ревидирам еден документ за да влезам во суштината. Значи постави шорт на тој канал кај нас во толку и толку часот, да има call to action, нели дескрипцијата call to action што води некаде, да има тагнат, да има колаборатор на соучесникот, тоест говорникот од другата страна, да има колаборатор на мене и уште еднаш ревизијата уште по-конкретно, па тоа доди на втор, на трет профил, за да се да се направи тој компаунд на во алгоритмот и слично. Зборам многу по конкретно кога се пишуваат задачите, што на мене ми беше искрено тешко, бидејќи знаеш ти ги знаеш тие работи се и ти очекувам ја дека сите го гледат сега имам гаджи или не знам кој, што воопште не мора. И сега некои работи што ќе ги пофаќал, ти кога ќе го напишеш, па така се става шорт, се прави call to action и тебе ти е тоа нормално. Така е, но најлошо е кога го претпоставуваме, бидејќи ние претпоставуваме дека другиот знае, а ќе се случи нешто што не го знае. И сега колку сме ние појасни во изразување и во делегирање, толку по-лесно и брзо ќе се заврши самата задача. И ако нешто не се заврши, значи бараш проблем во самиот систем. Што имаш направено пропус за да не е завршено како што треба. А ако не го објасниш добро ти, цело време ќе се навраќаат со прашања кон тебе. Значи, ако не кажеш на која социјална мрежа треба да се дистрибуира, ќе те прашат каде, Facebook, Instagram, TikTok, па ќе одговараш. После ќе те праша во колку часот, па ќе те праша кој да тагне. И се тоа цело време тебе ќе те прекинува во работа на твојата клучна активност. Тие топ 20 преги што ги разговаравме. Ако се тоа ти е тебе решено и се договориш дека имаш чеклиста, например, се што си поставил, дали е комплетирано на крај, разговараш за баш постапката како се става рил на социјална мрежа. Така. Ме интересира моделот на агенција. Ти водиш агенција, јас сум некако во тој свет. Како гледаш на тој модел? Бизнес базиран на кој смисол? Во смисла да самиот бизнес модел како е заснован? Како агенција, значи нема свој продукт, продаваш агенцијски услуги, како гледаш на тоа? Продаваш услуга, продаваш памет на еден начин, експертиза. Позитивното е што експертизата вреди и можеш да ја наплатиш солидно. Негативното е што секогаш сме зависни од луѓе. Значи скалирањето на продукт, мислам дека пак е претпоставка бидејќи немам продукт, но например за да на еден продукт добијам плюс 100 subscriptions, мене не ми треба да го скалирам тимот дупло или како и да е, додека овде ако бројот на клиенти порасне многу, јас морам да барам нови луѓе на некои позиции, да. Што е доста потешко од сега да се вратиш назад, би размислил повеќе за продукт, бидејќи сигурно знам дека и со доста луѓе изборуваш ти. Како гледаш општно тој агенција versus продукт? Не сум сигурен дали би го променил патот, бидејќи тоа што сега го правиме, сум задоволен како функционира. Ние развиваме продукт во позадина, имаме една алатка која што увидовме потреба дека
конкретно са работи за евиденция на линкови кои ги градиме за нашите клиенти. Такво нещо нема на пазарот и баш од наша потреба направивме една и уште неколку работи, но таа е така баш како продукт направена и сега паралелно си ја развиваме неа. Значи ќе видиме, можеби дел од ресурсите понатаму ќе ги насочиме баш кон развој и маркетинг и продажба, но тоа е нов бизнес модел. Се уште не сум бил таму, не се чувствам компетентен да разговарам како е да имаш продукт и да го градиш тоа како бизнес. Како би му објаснил што значи SEO на некој што прв пат го слуша? SEO поврзување на корисник со најдобрата информација што му е потребна во моментот. Значи кога пребарува нешто да му се појави баш тој најкорисен одговор да го добие за пребарувањето. Што добиваат клиентите? Како изгледа кога некој клиент ќе ве побара вас? Значи он сака да упрости уште повеќе, или сака што погоре да е на срчот, на релевантни податоци. Како се пристапува со работа за клиент во вашата бранша, SEO агенција? Веќе откако е потпишан договор, стартуваме со соработа. Клиент, кој е веќе клиент, да. Да, кога е клиент, значи вака. Или ако има и процес пред потпишување, дали ви имате некој услов за да биде клиент? Да, пред потпишување обично правиме некои кратки анализи за да видиме дали воопшто има потенцијал за бизнисот кој што го има клиентот. Ако нема, како изгледа тоа? Имаме алатки кои што ги користиме. Гледаме, например, за одреден бизнис кои се главни клучни зборови кои што се пребаруваат за да се направи продажба преку него. Ако нема некој си огромен потенцијал, го советуваме да не почне SEO сега во овој момент, туку да искористи некои си други маркетинг канали. Во моментот кога е потпишан, наша прва задача е да направиме една крвна слика на самиот клиент, бидејќи мораме да дознаеме што точно сега се случува со него во моментот. Обично го делиме на 3 работи, а тоа е како неговиот вебсайт е подготвен за да се позиционира високо од технички аспект, како дали е добро изработен за сите тие SEO стандарди кои што ги има. Второ нешто е дали самата содржина резонира со неговите идеални купувачи. Дали тие клучни зборови според кои што тој треба да биде најден, ги има и се добро распоредени, дали самата структура на мени, на цел вебсайт е добро организирана. И трет дел е правиме испитувања за конкурентите, за да видиме како и тие за исти работи комуницираат на Google и како се тие позиционирани, па од тука бараме начин што недостига кај нив, за да го имплементираме кај наши клиенти, а да им донесе некој побрз резултат. Така да тоа е првата фаза. Штом ги имаме сите анализи, имаме заеднички состанок со клиентите, дискутираме околу кои се тие клучни индикатори кои што ќе ги следиме потоа и ја дискутираме таа првична стратегија за наредни до 3 месеци, некаде 3 до 6 месеци што ќе се имплементира за да видиме нели како ќе рефлектира на резултати. А процесите одат паралелно во овие 3 гранки или Да. Или една по една? Зборам техничка, например, прво ќе увидиш кај некој окей сајтот ти е технички лош, што е да подразбират, не знам, не е добро издизајниран, технички не е добро, значи, линковите не се оптимизирани. Порано ние, тоа беше една грешка што ја правевме, значи се повлекувавме цел месец, ги правевме 3 анализи и излегувавме со презентација. Сега свативме дека месец дена е многу, да се повлечеш и да не правиш ништо. Сега во моментот кога ги правиме анализите, ако воочиме дека нешто е многу приоритетно, уште од сам старт алоцираме тим кој што ќе го поправи, а анализите продолжуваат и на крајот ние пак си имаме состанок дека и нешто е поправено и е поставена некоја стратегија и комуницираме како сега ќе следиме резултати и ќе го следиме прогресот на клиентот. Сега техничкиот дел е претпоставам на програмирите, а овој дел на содржината како тоа го регулирате? Тоа е на SEO стратегист. Значи цела SEO стратегија, keyword research има многу делови кои што тука ги правиме за да провериме за колку потенцијал има тие клучни зборови, како неговите страни се распоредени и оптимизирани на самиот вебсайт. Значи има многу повеќе аспекти кои што ги земаме во предвид пред да презентираме некоја стратегија која што ќе им донесе раст во позиционирање на Google, а потоа најважно е во кликови, во нови состаноци или продажби. На крајот нели на сите не интересира колку ревенју ќе донесе. Тоа не е важно колку посети, туку каков бенефит ќе добие клиентот на крајот. А кои се најголеми митови за SEO? Доста често се збори, секој некако си го објаснува тоа си го пред. Кои се вака најголеми митови? Па митови, едно нешто е
сите сакат брзи резултати. Сега ако си бизнис кој што почнува од нула, нема како да ти за месец дена да си веќе топ на пребарувачите. Додека бизнис, например, кој што котирал некаде, па има некаков пат поради алгоритм, него можеш побрзо да го вратиш и да му постигнеш резултат. Друго нешто како мите, значи покрај брзината, дека откако еднаш ќе рангираш, веќе цел живот си таму, значи крај, завршува нешто. Тоа е исто како да одиме сега на теретана, да вежбаме 2 недели, малку се оформиме и крај веќе нема потреба да продолжиме. Тие се неколку работи што вака ми паѓаат на памет. Прво што се најчести. И уште нешто е што се очекува дека еден човек ќе ги покрие сите тие работи кои што претходно ги спомнав. Техничка анализа, контент, конкуренција, стратегија, па извршување и така натаму. А ние околу 4 до 5 луѓе имаме во секое време на клиентите кои што мора да се заедно за да обслужиме како што треба. А моментот што спомна дека не е еднаш да направиш и да тера за цел живот, како после оди има некој вид на одржување, бидејќи претпоставам еве доаѓа клиент кој е доста успешен, лошо позициониран кај вас, кој има веќе некој бизнис модел што функционира и може да си го приушти, бидејќи исто така не е ефтино, претпоставам, целиот тој пакет на услуга. И кој е после, дали се дели пакетот или оди во некој друг правец на некој само maintenance види, нон-стоп варијанта, има нешто ново што се случува. Пример, ќе има Google Update. Сега ние тоа мораме да го следиме. Ако не го следиш, ќе ти се случи пат и после потешко е да се опоравиш. Така да ние ги следиме сите тие работи и паралелно како што се појавуваат, ние ги коригираме некои работи на самиот сајт за да не доживееме пат. А паралелно на тоа нон-стоп продуцираме нов контент, нови содржини, нешто ново на сервис страна или како што се менуваат трендови во самите пребарувања. Значи можеби ќе излезе некој нов keyword кој што ќе ти донесе пак поголем бенефит, а што се уште не е толку распространет и конкурентен. Така да ние се тоа го следиме цело време и како што се јавуваат работите, само ги имплементираме. Колку често Google апдейтира? Па често има чести и има нагли промени драстични. Точно на кој период е повеќе тоа SEO тимот го знаат, но има некои major updates што се големи, има некои помали што се почести. Ти моментално сега кога сме кај делење на улоги, спомна повеќе луѓе во еден тим, ти конкретно во која улога си моментално? Која е твојата задача? Јас сум моментално се што е надвор од канцеларија, значи нетворкинг, настани, подкасти, продажба, повеќе сум на тој дел. Мојата главна цел е носење на клиенти и изголемување на бизнис, ширење на визијата, на мисијата на компанијата. Значи моментално буквално си во фаза кај што не се мешаш во ни со трендови, ни со Google, ни со апдејти. Воопшто не, ме запознаваат, ние имаме неделно состаноци со тимот каде што ми пренесуваат што се случува, за да убаво е да сум запознат. Но не се мешам како тие внатрешно работат, бидејќи Бране и Давор и другите во тимот се искусни за тоа што се, така да не е моето место не е таму. Градење на личен бренд, читав пред некој ден статија, број 1 за 2025, исто како и за 2024, искрено ви се согласам. И не знам со кој комуницирав пред некое време на оваа тема и знаеш како јас гледам на се тоа. Викам во момент кога веќе доста системи се поставуваат, функционираат, доста па и AI се уклучува во доста системи, доста може да помага, на нас ни останува само таа некоја автентичност, дури да е добра или лоша. Тоа го зборам често и со некои луѓе, например коментираме за подкастот, за начинот на водење. Океј, не е например доволно добар, не сме уште доволно добро гледани едно друго, ама пак таа некоја автентичност на тоа некој кога ќе ти изгледа еден саат е многу голема цена добива, многу повеќе од некоја платена реклама или некоја кампања и слично. Самото тоа што си ти некако, као личност, као индивидуа, као персонален бренд. Кога ти почна да размислуваш за тоа, доста окей, се е тоа број 1, но доста е тешко човек да тргне по тој пат. Јас знам лично по себе, бидејќи тек сега почнувам и на својот канал некако да правам видеа, тоа исто така ќе го најавам во следната епизода и на мојот приватен канал Георги Докузов ќе има видеа. Првото видео ќе биде како да го започнете вашиот подкаст во 2025 година сами, како ја што го започнав во 2023 и кога го започнав јас веднаш имав
некоја амбиција и цел да веднаш да се работи на тоа персонален бренд и се некако се доаѓа тоа видео го имам 2 години после таа замисла и многу некако во себе треба и да работиш на себе и да веруваш повеќе во себе. Доста чудно е тоа да се истакнуваш онака лично. Звучи кул и се, но суштината е малце подруга. Кога ти реши да се каже, едноставно е многу да се не каже. е баш едноставно да се направи. Бидејќи јас истото го мислам со години, но знаеш цело време те спречува нешто, дали имаш што да кажеш, дали имаш што да споделиш, дали некој ќе те слуша. И такви работи се вртат во глава и мора да пробаш. Сега понатаму, нели, нема на сите да им се допадне се тоа што го кажуваш, некој ќе се пронајде во приказната. Јас сфатив дека од кога почнав да споделувам лични искуства, многу луѓе се поврзаа со, бидејќи ти имат нешто слично што им се случува и баш имаш некоја тема на која што се поврзуваш и може да разговараш. Тоа беше едно нешто што почувствував дека окей, тоа е тоа и продолжив да го правам повеќе. Значи, дефинитивно е чекор. Сега има компании кои што се веќе нели поголеми и како корпорација, нив не им треба баш личен брендинг, иако и тие работат. Еве Марк Зукерберг, не знам дали имаш приметено во последно време. Го зборевме последниот се подкаст. Повеќе и повеќе го се истакнува во јавноста, а исто и многу други. Така да мислам дека е важно за луѓето да се поврзат со тебе. На крајот на денот, јас и ти, ако работиме заедно, ќе работиме како човек со човек, а потоа компанија со компанија. Така дури се повеќе, викам, во тренд самиот тој начин на луѓето треба и LinkedIn допринесува за тоа и милион работи и тоа на почетокот што го кажав, всушност колку работи се веќе заменливи и испадна некако само ти како личност и како карактер, каков и да е тој да не е совршен, како што спомна. Па нема совршен. Нема совршен. Ни треба да биде совршен. Ти спомна се пронајдов во тоа дека на почетокот кога размислуваш да правиш нешто општо содржина, на било кој начин, дали е подкаст, личен бренд, дури малце и посериозно, тука пак можеш да се скриеш позади некое име, гостинот и слично, ваму излегуваш сам и највеќе се пронајдов во тоа што го кажа дека се сомневаш дали имаш што да кажеш, као дали ова сега доволно вредно и ќе се изненадиш почнувајќи тоа да го правиш. Јас на LinkedIn што постирам и слично, се изненадив кои се луѓе ќе ти пишат и во кој дел од приказната што тебе ти е онака ќе се пронајде некој. Да. Колку е всушност мокно како алат. Да. Но еден проблем е што често се споредуваме со други. Значи прави споредба на пример со некој што можеби има илјадници видеа снимано и сега ти ќе видиш негово видео како изгледа, како разговара, ќе пробаш прво, второ, трето, многу си далеку од таму и ќе се откажеш. И ќе кажеш лесно му е на него, веќе снимал илјадници. Ама и тој почнал од некаде. Значи тоа е важното. Ти први чекори 1, 2, 3 направи сгреши, коригирај се, размисли што може подобро, па проби наредна рунда. Да, јас мислам дека тоа кај себе го имам откриено, кога можеби е и најдобра особина која поседувам, е бидејќи ти ментално тоа го збореле со тебе. Значи јас ментално и пред 2 години сум знаел што е граѓање личен бренд, сега ќе снимам тоа на YouTube, ќе давам вредност бесплатно, после ќе значи целиот концепт, некако мини концепт во глава, јас сум го имал, не е тоа како сега нешто, а колку всушност таа реализацијата или тоа каде си сега или начинот на кој јас сега водам тоа што можам да го извадам од тебе како гостин е назад од тоа што ми е негде мене во малиот мозок што ви рекле. Да. И колку ти работи е некако нели умешноста на тоа и работа на себе и поставување процеси во околина во која можеш да напредуваш, всушност тие некако да се испратат процеси. Јас да можам сега да бидам кај што се замислам дека сум. Сум сигурно многу поназад. А многу поназад сум од причината пред снимање отворивме. Јас се зборев сега е Road to 50 нели за 50 подкасти. Кога почнав тоа ми беше некако онака нема размислам дури не се повеќе. Да, со секој следен ќе биде се подобро. А сега е тек 34. Ако видиш статистички тоа е пак смешно. Да. И всушност нешто но некој не пробал ни еден, така да пак е чекор. Да, чекор. И тој момент тоа сме го зборили приватно и кај себе некако да најдеш нешто што цело време ќе те држи и некако знаеш окей ти увидуваш доста лоши работи кај себе, нели кога ги отвараш малце по картите, сваќаш дека доста работи си замрасил, највеќе си ти крив, нема друг крив, не ти е никој крив. И тоа е добро, ако сватиш дека ти си крив и ти си одговорен. Да. Ако префрлаш кривица на други, пак нема да ги решуваш работите. Ќе чекаш се некој друг за тебе да скока и да решава. Буквално. Мислам и доста луѓе се затворени некако во тој круг на гледање така работи, се е ова на страна, се е као... И тоа е некако и најголема придобивка што ја гледам од целиот процес на
на тоа и да работиш на себе, да имаш, да се советуваш со ментори, да слушаш од луѓе кои поминале повеќе од тебе, самиот тој момент што многу повеќе можеш да се рефлектираш на себе и го сваќаш моментот дека всушност си тука каде што заслужуваш да бидеш. Да, Јас со овие супер го 34 кажете. епизоди, со ова сега што го можам, значи ова е пак најдоброто од мене. Реално, се друго е некој изговор, Да, некој да. сега не дојде са бајле камераманот, беше прелошо времето и слично, камерата ми загрева оваа која позади тебе, виберот се уште ми е отворен тука и слично, но суштина е пак некоја најреална слика. Да, но пак ќе снимаме. Но пак снимам и гледајќи успешни луѓе, како тебе и многу луѓе кои дојдоа во овој подкаст, што е најголема вредност што добив од ова се, е всушност колку гледаш дека тие работат повеќе од тебе, имаат повеќе системи поставено, повеќе процеси, подобри се секој. И за тоа се поуспешни. А не е некоја теорија на заговор. Многу сум против теории на заговор, сега почнам на Не секогаш имале системи и не работат повеќе. Моментот е пак да ја направиш акцијата. Зборам луѓето на кои јас се огледувам, на пример тоа што би сакал да постигнам, нели, гледајќи се себе, рефлектирајќи се, пак ти си нели што ви збореле ќе бидеш, не знам со која зборев оваа тема, дека всушност не си нели кругот од 5 луѓе, тоа всушност ти ми го кажа кога бевме во Струмица, дека се 5 луѓе на кои се огледуваш или со кои се споредуваш, дека всушност тој просек некако се вади, Да, а не е 5 можеби кои се цело време околу тебе и кои највеќе време поминуваат. Саш да направиме пауза или? Океј сме. Ме интересира кои се твои планови идни за годинава, за ширење на брендот, личниот бренд, каде е фокусот моментално? Вака, значи компанијата моментално, мислам дека го спомнав и порано, не знам точно каде. Структурно сме добри, ни фалат уште 2 позиции кои што баш ќе ни биде целиот тим компактен и после од таму ќе треба да ги скалираме на ниво на тимови. Сакаме да зголемиме базата на клиенти, фокусирани сме кон B2B SaaS, веќе сме сите настани кои што ќе ги посетиме наредна година ни се купени карти, букирани, значи се тоа е веќе стратешки направено. Така да оваа година ни е баш година каде што се што претходно правевме сега треба да кулминира. Ќе видиме што ќе се случи, но оптимист сум дека тоа што го сеевме изминативе 2-3 години сега ќе вроди со многу поголем плод. Како размислуваш, како гледаш на тој плод, што би очекувал, дали тоа финансиски, како замислуваш еве ти успешна година сега пред тебе или следните 5? Што е моментално твојата дефиниција за успех? Моментална дефиниција, вака, значи претходните години ние немавме јасен идеален клиент, немавме јасен пазар кај што ќе се насочиме, немавме јасна поделба на улоги и одговорности внатрешно и со партнерот и на тимот, јасно за нивни метрики, во нивен како тие растат. Значи се тоа беше нешто што го работевме изминатиот период, систем за продажба, нашиот SEO, нашиот вебсайт, значи и тоа е во изработка го работиме. Така да се ова кога ќе го заокружам, ние веќе сме добро поставени во буквално секој сектор од компанијата. И сега успехот јас го гледам оваа година да скалираме со клиенти, да си ги пополниме позициите и да се стабилизираме потоа како тим и тоа мислам дека ќе наноси понатаму напред. Не би сакал премногу да. Значи за успех би ги гледал всушност системите кои си ги поставил да ги видиш како функционираат. Па да, и како се тоа кажем. ќе се преслика на резултати на нашите клиенти. А исто и за развој на луѓето во тимот. Бидејќи сите работи, голем дел од системите и се за како луѓето со нас да одат на чекор напред. Значи, веќе сме 52 минути, виберот си остана на екран цел подкаст, ние си направивме супер умуавет, но рано са бајлечки, уште пред 11 почнавме. Тебе те чека, треба да одиш, мислам дека имавме супер разговор, треба втори дел секако. Што бев гостин и фала ти за поканата. Како ти долуваше тебе? Добри бев? Па супер, природно, како и секој ден. Да. Како кафе. Како кафе. Сакам да се заблагодарам првично на тебе, ти се заблагодарив. Сега сакам да ви се заблагодарам и на вас, кои останавте со нас овие 50 минути. Сакам да спомнам една работа, а тоа е дека 70% од вас кои не гледате, не сте претплатени или така кажано сабскрајбнати на нашиот канал, ќе ни значи многу да го кликнете тоа копче subscribe, звончето исто така за нотификации, да бидете во тек со новите содржини кои ги вадиме оваа година. Имавме доста позитивни коментари за претходниот концепт On Road,
Next Gen, каде што снимаме надвор од студио, ќе продолжиме тоа да го правиме барем еднаш месечно. Секоја недела остануваме во студио, носиме гости, вадиме шортови секој ден, може да ги споделите, ришернете, подршка. Оваа година продолжуваме во уште појако темпо од минатата година, мислам дека добро им кажав. Милан, фала ти многу тебе за подршката приватно, за тоа денес што дојде. Треба, тука сме. Искрено мислам дека беше ред веќе да го направиме овој толку договаран подкаст. Фала ви уште еднаш на сите, до следно гледање, пријатно.